навистина се отвара еден несекојдневен проект во нашата земја, кој што е дел од целиот овој пакет кој што владата го работи за борба против сивата економија, против избегнувањето на плаќањето на даноците во државата и слично, во еден период кога за мене е неповторлив, навистина прекрасен период кога се случувал во сите земји кога влегувале во НАТО, почнувале преговори со Европската унија, кога економијата растела и слично, е вистинска можност да се бориме против отклонувањето на сивата економија, на неплаќањето на персоналниот данок, данокот на додадена вредност, данокот на добивка, придонесите и слично. Овој проект го стартувавме од 1 јули оваа година и еве резултатите на првите 24 дена од Управата за јавни приходи. Прво ќе ги наречам дека се одлични од неколку аспекти. 135.000 граѓани ги симнале апликациите, а само пред неколку дена беше овозможена дури и апликацијата на iPhone-от, која што верувам дека трендот ќе продолжи да расте. Фискални сметки се скенирани вкупно 5.405.182. Вредноста на скенираните сметки е 2.768.341.908 денари. ДДВ досега е пресметан за враќање на граѓаните од 44.827.000 денари или 730.000 евра. Пари кои ќе се вратат назад према граѓаните за 24 дена. Процесот во самиот почеток. Сите пријавени обврзници за неиздавањето на фискалната сметка се контролирани преку снимање на прометот на секои 2 часа со цел да се делува превентивно и да не се казнува, освен секако покрај укажувањето се настапува со казнени мерки со оние правни субјекти кои што не сакаат да соработуваат. И овде ја користам приликата да упатам уште една шапел до сите правни субјекти во државата да работат согласно закон и да издават фискални сметки. Затоа што сега граѓаните пријавуваат, Управа за приходи има евиденција и рете сите да си влезат во легалниот пазар. Значи за секој промет законски имат обврска сите да издадат фискални сметки. За ефектот од наплатата на ДДВ сакам многу да зборувам денес, како сум многу радосен за тој ефект. Но логично е да го почекам крајот на месецот. Прво до 25 се уплаќа ДДВ-то од месецот. Она кое што сега го гледам, што се постига, луѓето бараат сметки, апелирам да продолжат да бараат сметки, ќе си вратат пари. Точно до 28.800 денари ќе си враќат пари. Еве на крајот на месецот гледаме дека семејство кое што има 20.000 денари една плата, 30.000 уште една плата, 50.000 денари приход, дека троши 70-80.000 денари вкупно, но тоа ќе го излечиме пред се на годишни показатели, заради тоа што очигледно граѓаните имат приход и од нива, имат приход и од уќан и од слично. Ако до 23 резултатите покажуваат преку стотици проценти зголемена наплата на ДДВ, тоа значи дека многу не се издавале фискални сметки во државата. Ефектот се постига. На крајот на месецот ќе го направиме рекапитуларот и аз верувам дека ќе бидеме сите среќни заради успешноста на проектот, заради тоа што го гледаме колку е успешен проектот. Секако сериозно да го објавиме тоа на пресекот на месецот. А само по себе ќе потврди уште еднаш дека граѓаните на вистина треба само да бараат фискални сметки и ќе си добијат пари. Помагаат враќањето на парите. Не само што ќе го покриеме со поголемата наплата од ДДВ, туку ќе останат огромни акумулирани средства во буџетот. Тоа досега го покажуваат сите податоци. Тоа ни дава за право да државата и во иднина размислува да ги дигне дури лимитите кои што се сега поставени. Да бидеме уште помотивирачки за граѓаните. Затоа што без малку 500 евра за едно семејство значи годишен одмор. Значи набавка на дрва за грејење. Значи лимитот е 28.800 денари кој што секое семејство може да го врати. Апелирам до сите граѓани да се вклучат заради тоа што тоа носи бенефит. Значи претходно не добиле ништо. Сега ќе добијат 1 денар, 10.000 денари или 28.800 денари. Се до 28.800 денари имат можност да добијат од својата држава. Преку тоа што и помагат на државата да отклонат даночната евазија.
Она што досега е наплатено повеќе во споредба со претходните години, ги покрива полугодишните обврски кои што државата треба да ги врати на граѓаните. Толку е ефектот голем за државата. Ке го почекаме први, да го направиме месечниот. Впрочем, податоците се достапни до сите. Можат денеска со еден клик да видат сите колку се наплатило ДДВ до 24 јули 2018 година, значи од 1 до 24 јули, колку е сега наплатата директно, но она што треба да го знаат граѓаните е дека наплатата на ДДВ за првите 6 месеци, вклучително и 23 дена од јули, е зголемена за 6,6%, персоналниот данок е за 15,9%, данокот на добивка е намален, но е 47,8% остварен, онака како што е планиран, е намален заради тоа што со Џонсон Мети се решава управно прашање, кој што после тоа ќе го упрати својот данок, а имаме и проблем што тој е влезен во стечај, па има калкулиран, а не наплатен данок на добивка. Придонесите од плати за пензиско и инвалидско пораснале за 9,8%. Значи за 9,8%. Придонесите за здравствено осигурување за 8,9%. Прво само по себе тоа покажува дека економијата заживува и оди многу напред. И оди напред не со 2%, 3%, со 8,9%, со 9,8%, со 9,7% со придонесите. Вкупните приходи на државата, заклучно со 24 јули, во споредба со лани, се зголемиле за 8,6%. Тоа по себе покажува дека тоа што се случувало во сите земји, кога становиле членки на НАТО, кога биле пред отварање на поглавијата, се случува и кај нас. Со отварање на поглавијата имаме целосно право да очекуваме дека овие бројки бидат уште поголеми. Со полноправно членство во НАТО имаме право да очекуваме дека овие бројки бидат уште поголеми. Зошто? Најмалку затоа што се случувало во сите земји кои што поминали низ тој процес. Еве, и ние кои што сме посветени со сите економски мерки, верувам дека ќе ги максимализираме ваквите резултати и жално е да се бара да се прекине овој процес за некои додени избори. Јас сакам и за вас и за мене уште 4 години мандат, уште утре. И тоа ќе го добијам. Но не е исправно за државата овој економски тренд да го застане. Економскиот тренд е одличен и ќе биде уште подобар од одличен, затоа што, реков, секаде се случувало, ќе се случува во нас. Разработуваме модели кои што ќе ги презентираме веќе на враќањето после годишните одбори и пред парламентот и пред јавноста, за да ги покачиме и платите, се вкупните плати во државата. Верувам дека сето она што е позитивен економски тренд треба да го споделиме со сите граѓани, дали се тоа работници, земјоделци, стечајни работници, пензионери, сите во државата да го осетат овој тренд и затоа треба да го продолжиме овој процес посветено, татковински, родолюбски, да го искористиме ова неповторливо време. Овие следни, 15 месеци не се исти како 15 месеци од 2021, 1 јануари, па следните 15 месеци. И тогаш ќе бидеме уште по-нормална земја, европски интегрирана, со многу поглави отворени, голем дел затворени, веќе година и нешто членка на НАТО, се, но не се со таков импакт како што се овие 15 месеци. И треба тоа да го искористиме. Така да резултатите и ефектите се одлични. Ќе имаме конечна презентација на 1 август со пресекот на првиот месец, јавно тоа ќе го објавиме, но дефинитивно кажав параметри кои што дефинитивно покажуваат успешност на проектот, односно сите оние кои што досега на ваков или онаков начин избегнувале наплатениот данок на додадена вредност од граѓаните да го уплатат во државниот буџет, сега им се стеснети сите можности, заради тоа што граѓаните се инспектори, мотивирани се, симнуваат апликации, скенираат сметки, 5.405.000 сметки се скенирани. 2.768 милиони денари промет е скениран. 730.000 евра веќе се пари назад кај граѓаните. За 23 дена. За 23 дена. Така да, резултатите се одлични. Верувам дека сите ќе се вклучиме. Јас отворив апликација на мој ДДВ. Препорачувам пратениците да отворите.
па дури и пратениците од опозицијата, затоа што системот враќа на сите под еднакво